Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, работодавачите се обврзани да водат евиденција за несреќите при работа. Има неколку вида на несреќи, несреќи каде што се загрозено здравјето при работни односи. Треба да се води евиденција за кога работникот отсуства од работниот однос подолго од 3 дена, и оние што се најстрашните несреќите со смрт, каде што настанува смрт. Мислам дека во Македонија, каде што Министерството за труд и социјална политика е надлежен орган за собирање на тие податоци за водење евиденција, се разликуваат многу податоци што ги имаат Институтот за јавно здравје, Државниот инспекторат и Министерство за труд и социјална политика, што во основа треба да биде еден показател понатака за усогласување на тие податоци по активно собирање и водење евиденција околу настанатите несреќи при работа. Да, ние водиме некоја статистика, но таа статистика е минорна затоа што се води на едногодишно ниво. Оваа година извршниот одбор на КСС донесе одлука за формирање на една комисија за безбедност и здравје, каде што ќе членуваат членови од сите грански синдикати, така што податоците ќе бидат сумирани на месечно ниво и врз основа на тие анализи што ќе ги прави таа комисија и таа евиденција што ќе ја води, мислиме дека ќе бидеме поупатени во несреќите што се случуваат при работа и подобро имплементирање на законот, секако и негово подобрување во деловите каде што ќе осетиме негови слабости. Значи, пред се тука треба да се посочи нашата пасивност околу евидентирањето на овие податоци. Да, треба да се поттикне, но треба да се поттикнат сите социјални партнери, вклучувајќи го и Сдруженијето за безбедност и здравје при работа, да водат некоја евиденција, да ги користат податоците од тие евиденции преку социјален диалог, да поттикнат почести обврски, барем на квартално ниво, да се прават анализи, се со подобро имплементирање на Законот за безбедност и здравје и секако и негово подобрување во иднина. Ние како социјален партнер пред се треба да погледнеме во својот двор, да поттикнеме прво обуките и анимирањето на нашите представници во сите работодавачи, преку социјален диалог со сите заинтересирани страни, со социјалните партнери, секако и Сдруженијето за безбедност и здравје, треба да се поттикне овој закон да не биде обврска, туку да биде потреба да се подигне свеста кај сите, значи и кај представниците на синдикатите и кај работодавачите.